ВМРО ДПМН говорат за официјалните податоци на Државниот завод за статистика, каде стои дека во изминатите 6 квартали во Македонија се креирани околу 18.000 нови работни места, потенцирајќи ја позитивната насока во која се движи економијата и пазарот на трудот во Македонија. Социјалдемократскиот сојуз пак повторно на нишан го има министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, барајќи му оставка и прашувајќи го уште колку жртви треба да има за да ја поднесе истата. Според официјалните податоци на Државниот завод за статистика, во изминатите 6 квартали во Република Македонија се креирани околу 18.000 нови работни места. Бројот на вработени порасна од околу 691.000 на над 709.000 граѓани кои денеска се во работен однос. Ова е јасен показател дека економските политики даваат резултати, дека економскиот раст се претвора во реални можности за работа и подобар стандард на граѓаните. Истовремено, овие позитивни трендови не се случајни. Тие се резултат и на инвестициите кои што се реализираат во државата, особено во индустријата, инфраструктурата и технолошко-индустријските зони, но и на политиките на владата за меки кредити кон стопанството и успешниот план за раст. Од синоќа во Скопје има нов случај на семејно насилство и пукање со пиштол. Уште колку жртви и што уште треба трагично да заврши за Панче Тошковски да си поднесе оставка? За трагедијата во Карпош, во која животите ги загубија мајка и малолетно дете, пропусти на МВР. 2 години постојано имало пријави за семејно, физичко и психичко насилство, вкупно 12 пријави. МВР на Панче Тошковски имале сознанија, имале индиции за сериозен ризик, но со несоодветна и ненавремена реакција не ги заштитиле жртвите.